на сите, ова е четвртото издание на Малешнет ексклузив. Еве ги настаните за оваа недела. Најстариот и најдобриот ресторан во Берово, кој веќе работи 47 години без прекид. Андреј Миске подготвува изненадување за своите фанови. Учениците од Општинското средно училиште Ацо Рускоски ја прославија својата матурска вечер. И за крај една сосема луда работа, што се случи на градскиот плоштад во Берово. Добре дојде во емисијата Малешнет ексклузив за Зоран Пеовски, собственик на еден од најдобрите ресторани во Берово. Што ќе ни кажете најпрво околу почетоците на овој ресторан? Благодарам на поканата во вашата емисија. Ресторанот започнал со работа уште од 1968, еве за 2 години веќе ќе правиме 50 години од постоење на ресторанот. Почетоците се скромни, нели, во тоа време се знаело како се работело. Меѓутоа, со текот на времето ресторанот се прошири, изменува, веќе имаме 4-5 реновирања. Ние сме трета генерација кој што го работи ресторанот и се надеваме дека така ќе продолжи понатаму. Колку вработени имате во ресторанот? Во ресторанот во моментов сме 8 луѓе вработени. Потребата за работници преку сезона е значително поголема, а во сезона е доста намалена. Меѓутоа, бројката која што моментално имаме е 8 вработени. Какви специјалитети нудите на гостите? Специјалитети кои што ги нудиме на гостите се првенствено од нашата македонска кујна, барем така се обидуваме да се поставиме заради тоа што, како што напоменав, ние сме туристичко место и тоа е тоа што треба да го понудиме на гостите. Ние не треба да излегуваме надвор од тоа што го имаме. Може да се понудат некои различни варијанти, меѓутоа основата треба да биде од храна која што потекнува од нашето поднебје. Тука правиме муабет за вкусови кои што ние сме навикнати да ги доживуваме секојдневно, меѓутоа ќе бидат прикажани и изработени на еден подруг начин. Да биде интересно за гостите, а сепак да бидат тоа познати вкусови кои што се навикнати да ги примат секојдневно. Кој ви е специјалитет на куќата? Наполно специјалитет на куќата, ние не се задржуваме на една одредена работа. Сите знаат конкретно е за меленото месо, обично се знае дека сите работи кои што се изработени во нашиот ресторан од мелено месо, дека се од прва класа и дека ние самото мелено месо го изработуваме ние, кој што тоа е нешто кое што во моментот многу ресторани го избегнуваат заради обемот на подготовката. Ние се уште се држиме до тоа, значи самото месо ние го купуваме и самите си го изработуваме. Како што е буквално училницата место кое што на ученикот треба да му се даде почеток и една оскучна даска во животот и основна култура, така и јас го сметам дека ресторанот е место кое што треба да му се даде гастрономска култура на гостинот и затоа ние се обидуваме да не се задржуваме на одредени работи, туку сакаме да го продлабочиме познавањето на храната на објектот. Вие го реновиравте веќе постоечкиот објект, дали може да ни кажете со колкав капацитет располагате во ресторанот? Моментално располагаме со 90 столови, што според нас во моментот тоа е оптимална бројка која што може да дозволи да се направат и помали прослави, а во исто време да може да се работи редовно без некои проблеми, односно зголемување или намалување на персоналот. Освен ресторанот, вие поседувате и услуги за пренокување. Кажете им колку соби поседувате и како се категоризирани? Имаме 6 соби за сместување. Тие се сите двукреветни соби. Во моментов е изградба исто така на уште еден објект со уште 4 апартмани. Категоризацијата во тоа време кога ние го изградевме објектот започна тогаш, односно процесот на категоризација што беше доста интересно и тогаш се означуваше со борчиња и ние имавме највисока оценка во тоа време кога се доделувани тие ознаки и тоа е за поздравување затоа што има многу места за сместување на туристи, односно многу објекти во Берово, посебно приватни објекти, кои што не се категоризирани, така да гостите не знаат што добиваат.
Така да категоризацијата е многу битна. И да се навратиме на ресторанот, кои се вашите идни планови што треба се реализираат во блиски дни? Нели, како што напомнав, ние сме туристичко место и во тој правец и гледаме. Значи, Берово за жал стана многу мало место кое што се подпира се повеќе и повеќе на туризамот. Пак од друга страна тоа не е нешто страшно, меѓутоа тоа е нешто на кое што мора многу добро да се работи. И ние сите треба да се потрудиме, посебно гостителите, да ги привлечеме туристите, нели, за да може да функционираме и да екзистираме од нив. Така да нашите планови се ставање акцент на туризамот и привлекување на што е можно поголем број на туристи, за да може, нели, да станеме во овие тешки услови. Екипата на Малешнет Ексклузив ви се заблагодарува за одвоеното време и ви посакува многу успех. Благодарам. Моментално се наоѓаме во ресторанот Малешевски мерак, во најновото издание на емисијата Малешнет Ексклузив. Ке го имаме естрадниот уметник Андре Миске, кој го најдовме на ручек во ресторанот Малешевски мерак. Здраво на сите гледачи и читачи. Нон-стоп ме фаќаат вака на јадење. Не сум дебел јас, ама машала, да не се жалам. Си се гледам. Добар ден, Андре Миске. Што можеме од тебе да очекуваме на музички план, бидејќи најново нешто ќе имаш дует се шири помеѓу јавноста со Funky G, познатата српска група. Па да, значи договоривме дует со Funky G, со Гаги. Ми го пратија демото, значи за да видам како треба да иде, треба да ги снимам вокалите ја, треба да идам в Белград за да ја сработиме песната баш како што треба. И мислам дека ќе испадне добро хитче, затоа што е жива е музиката, значи летна музика е со балкански стил и мислам дека добро ќе ја прифати публиката. Имате ли временски рок до кога треба да излезе видеоспот со Funky G и кои се глумци ќе бидат во видеоспот? Па да, треба што побрзо да се сними, да се заврши песната за да почне да се сними, да почне снимањето со спотот. Сакаме да ја пуштиме пред лето за да може убаво да се изврати. Глумци уште не се најдени. Се бараат глумци кои сака нека се јави на 07. Шал. Сакаме побрзо да го завршиме тоа, ама пак сега ако брзаме, мислам дека нема да испадне баш како што треба. Ќе идеме чекор по чекор, професионално го одработиме тоа што го почнеме. Кај дојде идејата да се сними дует со Funky G? Твоја беше идејата или на некој друг? Идејата беше на менаџерот на Funky G, значи он ме предложил мене, се видовме со Гаги, да, и решивме да снимаме заеднички дует. Сега моментално работам на дует со Надица Татич, моја колешка од Србија. Здраво, Надица. Чао. Надица Татич, од своји блиски извори дознавме дека имаш учествувано на Први глас Србија. Што имаш да ни кажеш во врска со тоа? Па поносно говорим да sam bila jedna od učesnika Prvog glasa Srbije. Izuzetno teško takmičenje, vrlo dobri pevači širom cele bivše Jugoslavije, nisu to samo učesnici iz Srbije bili, znači bilo ih i iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Hoću da kažem da je to jedno predivno takmičenje i predivno iskustvo, gde sam upoznala mnogo ljudi
širom bivše Jugoslavije. To je to. A svoju pevačku karijeru sam počela kao mala, sa svojih 10 godina. Pomenula bih samo Minju Subotu, koji je jedan izuzetno veliki čovek za srpsku dečiju muziku, kao i Jovan Adamov, koji mi je prvi put pisao pesmu i svoju prvu pesmu otpevala sam pod njihovim imenima. Дали до сега имаш настапувано на повеќе српски фестивали, Звезда Гранда? Dobijala sam razne ponude, ali nisam ih prihvatala, nisam želela da učestvujem u tim takmičenjima, zato što sam želela da sačuvam svoju privatnost i nekako se ne pronalazim u tome da budem javna ličnost, tako da sam ostala po tom pitanju suzdržana i nisam se prijavljivala na tim takmičenjima, ne. Дали до сега имаш снимано дует со некои од познатите личности на јавната сцена или овој ќе ти биде прв дует со естрадниот уметник Андреј Миски? Nisam snimala ni jedan duet, prosto kažem, želela sam da začuvam svoju privatnost i nisam želela da ulazim u te vode, što bi se reklo, ali ovo mi je prvi put da snimam sad duet sa Andrejom i s ponosom to kažem, ovo će nam biti prvi duet i da tako kažem, on ima tu čast da sa njim otvorim svoje neko poglavlje pevačko. Од каде дојде соработката со естрадниот уметник Андреј Миски? Андреј Миске и јас се знамо од малих ногу. Моја мајка е македонка и sa ponosom to govorim. Tako da imam makedonske krvi. Znamo se od malena i nekako smo zajedno uvek pevušili tako za nas i želeo je da snimimo zajedno duet, da probamo nešto zajedno i ja sam prihvatila to sa zadovoljstvom. Екипата на Малешнет Ексклузив ти заблагодарува за одвоеното време и те посакува многу успех на музички план. Hvala vam puno, ja vam želim sve najbolje takođe, pa da se vidimo opet, ali u Srbiji. Значи може да пробате од најубавото нешто во Малешевски мерак. Првиот дует на Андреј Миски и Надица Татич треба да излезе за една недела, а песната со Фанки Джи, од кој веќе е направена музиката, се очекува да се појави за следниот месец. Се разбира, Малешнет ќе ги презентира и двете штом ќе бидат готови. Матурантите од Средното општинско училиште Јацо Русковски ја прославија својата матурска вечер. Тие продефилираа по градскиот плоштад пленејќи со својата убавина. Беа поздравени од огромниот број на граѓани кои излегоа на градскиот плоштад да им оддадат почит. На плоштадот од страна на општината беше организирана пригодна манифестација, на која матурантите ги поздрави председателот на Средношколската унија Тамара Цикарска. И момент кога се среќаваат зрелите погледи на оние кои пред 4 календарски години со детски чекори го започнаа падот кон звездите. И евене, стигнавме уште пред да тргнеме. Беше тоа ден кога на дланка носевме се уште неотпакувани сни, а чекоревме со пламени чекори, влегувајќи полека во едно друго време. И денес, кога имам милиони зборови за кажување, не успевам да ги опишам тие мештателски погледи. Нивните очи беа исти како моите. Во нив јасно се гледаше дека 2-3 капки босок беа доволни да не натераат да се откажеме. А ниту една цела свеќа не успеваше да ја осветли упорноста во нас. Од наизглед, произрачната збирка на барање и наоѓање научивме многу. Научивме дека линијата помеѓу успехот и разочарувањето е премногу тенка, а патот до светлината е мрачен и тежок. Научивме дека не е важно оно што поминало и што имаш пред тебе, туку она што го носиш во себе. Научивме дека надпреварот не се добива ако се изфрли топката од игралиштето. Правевме грешки, зборувавме со странци, посегнувавме по затворени врати и правевме чекори кои не знаевме каде водат.
Дозволивме да се случуваат убави, но и непожелни настани. И пак продолживме да одиме, затоа што знаевме. Ниту едно чувство не е конечно. А денес, затворете ги очите и оставете се позади вас. Само чевлите скиталки нека чекорат во место. Веќе е време. Нека жаното да биде најгласно изговорено. Скршеното нека биде без звук поправено. Повредениот нека шири насмевки. Клетникот да простува. Виното нека биде храна на влюбените. А старите спомени нека бидат нови столбови на нови приказни. Градоначалникот на општина Берово, Драги Наџински, им посака успех во понатамошните предизвици во животот, кои стојат пред секој од нив. Тие се нашите сограѓани кои поминуваат во втората доба. Доба на зрелост. Доба кога тие самите можат да донесуваат одлуки. Нека им е со среќа, нека се веселат оваа вечер. Честито матура, драги ученици. За крај на свеченоста беше приреден спектакуларен огномет, а потоа матурантите се упатија кон ресторанот и ја започнаа големата забава. Еве како некои од матурантите ја прославија својата приватна матурска. Малеш Нет присуствуваше на прославата на Ефимија Мановска во ресторанот Христово Меанче. И за крај на Малеш Нет ексклузив имаме една интересна сторија што ни доаѓа од градот Берово. Поточно се случи на градскиот плоштад во градската фонтана, имаше ставено шампон, при што самата атракција привлече многу граѓани туристи да ја фотографираат, а екипата на Малеш Нет со видеоматеријал за оваа атракција која привлече премногу внимание. Ова беше се од четвртата емисија на Малеш Нет ексклузив. Следете ни за 7 денови.